Ова трибина ја организираме од Движењето Одлучно за промени. Вие знаете дека имаме кандидати за градоначалници, носители на листи, кандидати за советници и во градот Скопје и во општините во градот Скопје, кои што ги споделуваат заедничките визии за развој на Скопје како еден современ, модерен, зелен град, во кој што ќе имаме квалитетен и здрав живот и со кој сите ќе се гордееме. На денешнава трибина учествуваат кандидатот за градоначалник на град Скопје, Арбен Бени Шакири, потоа учествува кандидатот за градоначалник на општина Центар, професор доктор Антони Новотни, носителот на листата на советници, професор доктор Никола Пановски и една од кандидатките за советнички во градот Скопје, еколошка активистка Теодора Крстевска. Со обзир дека доцниме со почетокот, јас би го замолила прво да ни се обрати кандидатот за градоначалник на Скопје, Арбен Бени Шакири. Панелистите ќе имаат своја кратка презентација по 5-6 минути, а потоа оставаме време на учесниците кои што се заинтересирани да постават прашања до кандидатите, секако да дадат и своји сугестии, забелешки и критики, се разбира, на програмите кои што ги презентираат кандидатите. Бени, повели да им се обратиш на учесниците со презентација на кратките заложби од твојата програма за градоначалник. Повели. Меѓутоа не се слушаме. Бене те слушаме, да. Видео неаме се уште, но те слушаме. Повели. Дали ме слушате, да? Да. Супер. Добро, сега ова на чет ќе го избришам, што тргнав да го. Поздрав до сите панелисти. Јас сум Бени, Арбен Бени Шакири, кандидат за градоначалник на коалицијата Одлучно за промени. Веројатно и најголемиот и најбитниот мој мотив за да се кандидирам за една вака голема, битна градска функција е тоа што јас точно знам во какво Скопје и во каков град сакам да живеам, меѓутоа тоа мене не ми е овозможено, затоа што 30 години наназад се повторуваа истите флоскули, истиот наратив. Сите оние луѓе кои се кандидираа порано говореа за напредок на градот, говореа за тоа како треба градот да изгледа чисто европски, уреден и секако да бидат на услуга на граѓаните исклучиво, меѓутоа ништо од тоа не видовме во изминативе 30 години. Јас би рекол дека Скопје како град се движи според моето уведување и она што јас го гледам, дека се движи некако по инерција. Работите се одвиваат по инерција и, што би се рекло народски, што ни даде Господ. Тоа не би требало да биде така. Тоа не би требало да биде така. Веројатно, ќе се сложите со мене дека Скопје е изузетно сив, како би го нарекол, е летаргичен, депресивен град на луѓе кои повеќе не се смеат, не се задоволни од она што го имаат во сопствениот град и веројатно сака да го видат со некакви други очи, затоа што сега мислам дека повеќе не можете да ги лажете граѓаните, особено од како интернетот
достигна еден, како би се рекло тоа, една висока точка на развој. Ве молам ако може да се ставите на мјут, затоа што не можам да се сконцентрирам, малце е хаотично. Маја, дали се слушаме? Да, јас убаво те слушам, ама некои од учесниците, ајде ќе ги измутирам другите, затоа што веројатно некој во позадина има гласови. Да, зборот ми е дека со појава на интернетот, особено кога граѓаните може да видат што точно се случува во градите, во градовите, во нормалните, особено западноевропски земји, они повеќе не сакаат да го гледаат ова сивило што им се случува секојдневно во нивниот град. Веројатно тоа беше и мојот најголем мотив да се пријавам за ова мое учество како кандидат за градоначелник на Скопје, затоа што повеќе не сакам да седам по страна и немо да посматрам како секојдневно го наказат овој убав град. Скопје некогаш беше символ за уреден, за среден, дотеран, чист град кој што во она свое, како би го рекол, во своето најубаво издание беше широко отворено за сите добронамерни луѓе кои што доаѓаат тука, макар на еден ден да се проведат, да им биде убаво. Скопје повеќе не е тоа. Скопје по сите линии е уништувано. Последниве 30 години мислам дека тоа уништување и тоа наказање на градот Скопје треба потхитно да престане, така што граѓаните, што би рекол професорот Пановски, повеќе немаат простор за изговор, дека немаат избор. Сега конкретно имаат и текако добар избор. Изборот е коалицијата на Дом и на ЛДП одлучно за промени. Господинот Никола Пановски, носител на листа за советници на град Скопје, и мојата маленкост како кандидат за градоначелник. Значи, не смееме повеќе да стоиме по страна, треба да ги средуваме состојбите и треба Скопје да го вратиме конечно на граѓаните, да биде отворен град повторно. Маја? Ти благодарам, Бени. Сега би му дала збор на кандидатот за градоначелник на општина Центар, професор доктор Антони Новотни, да ги сподели со вас своите визии и својата програма за развој на општина Центар. Новотни, повелете. Јас ви посакувам добар ден, не знам дали ме слушате, само јас не можам. Окей. Да, сега ми дадовте можност да се вклучам, не можам да вклучам камерата, но ги поздравувам сите учесници на оваа трибина и сите панелисти, секако мои колеги кои што во оваа предизборна кампања се обидуваме да ги убедиме нашите сограѓани дека постои избор, постои друг избор. Ние имаме навистина, да не се повторено, се соочуваме со 30 годишна јалова или да кажам немарна политика на две политички партии кои што дефинитивно не направија ништо. Ние го гледаме Скопје само позагадено, само го гледаме воздухот позагаден, гледаме улиците понечисти, ѓубрето не се собира, не се селектира, имаме превртени контейнери усред центарот на градот во елитните населби на Водно и така натаму. Никаков план за развој, никаква стратегија, ветувања од избори до избори и тука нели сето тоа застанува и една, како што Бени веќе спомена, една апатија, граѓани кои што велат што да правиме, со овие се не може, нели тоа е отприлика, тоа се речениците кои што ги слушаме. Јас ја прифатив оваа кандидатура благодарност до мојата матична партија Дом и ЛДП како коалиција која што го направија движењето за промени одлучно или одлучно за промени. Јас никогаш не научив, во секој случај тоа е едно те исто. Ние сме навистина решителни. Решени сме да има некои промени, решени сме да има избори. Треба да
помислат луѓето дека постои секој од нас, ако се низ ова наше движење да направиме еден план за развој, еден подолгоречен план за развој, стратегија за следните 20 години, ние можеме и не треба да измислуваме ништо ново. Треба да се огледаме само на еве опа. Добро, престана да ме снимаат, веројатно реков нешто што е недозволено, се шегувам. Јас се извинувам ако делувам неформално и ако делувам многу политички. Сакам навистина граѓански да се обратам до сите оние кои што не слушаат Дали ме следите? Сега да. Се изгуби на момент. Да. Сакате да ме видите или не сакате? Еве, има и за старт мај видео. Супер. Еве. Добре, се уклучиме. Ни пуштија и слика, дори од згора не снимаат. Една реченица сакам да ја споделам и од тука да почнеме всушност, затоа што нели има и префрлање зашто ние докторите се мешаме. Па не сум јас само доктор, јас сум и човек, јас имам деца мои. Не сакаме нашите деца да живеат просечно 10 години помалку од деца од нивните врсници во Словенија. Веќе се работат научни истражувања колку она што ги атакира сите наши сетила, од звукот, галамата нели на возилата, од тие грди визуелни перцепции кои што ги доживуваме од овие грди Skype, како се викаат овие облакодери што се подигнуваат, од загадувањето на воздухот кои што директно не го скратува животот, нели со тие PM10 честици кои што никој не размислува во оваа политика како да ги, освен ние зелените, нели се обидуваме да зборуваме, ама не можеме да дадеме јасен удар на локалната самоуправа која што е должна да почне да размислува за тие дрвја кои што се антисмог абсорбери или не антисмог дрвја за садување, или кои што јас вчера ги зборував и на дебатата. Веројатно ќе треба стручен тим да одлучи за тоа да се направи тој зелен катастар и да размислиме што може да засадуваме, да го најдеме секое местенце. Па дури ја вчера реков, мисля дека е прегрубо, но и да рушиме во бетонот на местата кај што се големите бетонски, не мислам да рушиме згради, туку да рушиме во бетонот на големите плацеви и да им најдеме места на овие дрва за да го абсорбираат смогот. Видите, вчера зборував и за тоа да го запреме сообраќајот во центар. И луѓето велат, тоа не е ингеренција на општина центар. Па како не е ингеренција? Иницијативата мора да потекне од граѓаните. Ние сме граѓани на општина центар и мораме да зборуваме за тоа што ни смета. Не може да транзитира цела Македонија, па дури и камиони и тешки возила низ центарот. Центарот треба да биде една широка пешачка зона. Замислете, тоа е процес и тоа може да се направи. Знам дека е градот одговорен, но мора да разговараме. Прво за воведување на режим на возење, како што е во некои големи градови како Лондон, нели, не може да проаѓа секој и да нели без некаква потреба, а потоа полека како што Словенија направила од 2007 почнала и сега е затворена. Сега има само електромобили, вчера разговаравме со некои од нашите сопартици. И тоа е регулирано. Оние што не можат, оние што се немоćни ќе добијат субвенционирано превоз со електрични возила, нели, дали ќе бидат тоа мали автобусчиња, дали ќе бидат мали нели некои такси компании кои што ќе ги ангажираме во центарот на градот, но може. Од 2007 до сега до 2021 намалена е емисијата на CO2 во центарот на Љубљана за 70%. Замислите што е тоа. Значи ние дишеме 70% повеќе CO2 во нашиот центар затоа што имаме таков голем број на возила, немаме никаква рестрикција на тие возила. Велат ќе правиме паркинзи. Па паркинзи тоа е палиатива. Докторите знаат, нели, тоа е крпење. Ние сега правиме за да ги сместиме сите тие возила. Не. Сите тие возила ќе треба да ги решиме на маргините на општина центар, некаде на некои паркинзи, паркинг гаражи, и јас се слагаме со колеги од другиве партии, ќе направиме каде што е клучно
монтажни паркинзи во Дебармало, во Буњаковец, онаму каде што ама на вистина ќе ги хортикултурно уредиме, ќе направиме она што го зборуваат, а не го прават. Нели ќе ги дотераме онака да не се ни гледа дека се паркинзи, да има зеленило, да има и кога сум кај зеленилото да не скокам од едно на друго и да подзавршувам полека, бидејќи сега очигледно се спремам за говоранција на некои можеби појавни настапи. Ова е сепак трибина на луѓе кои што треба да кажеме по нешто, па да оставам простор за другите. Да не заборавиме дека треба да работиме на зелена енергија, на тие соларни панели, да ги ставаме, на вистина да се стават на сите јавни објекти. Еве, нашиот предлог е директно сите објекти што се под општина Центар да добијат соларни фотонапонски панели кои што ќе може да произведуваат енергија. И оној дополнителниот наш предлог да сите стамбени згради, да им се помогне на станарите од поголемите згради, па и помалите згради да направат задруги, да направат енергетски заедници и да произведат. Тоа е бизнис идеја, нели, да произведуваат дел од таа енергија која што е чиста енергија. Сонцето наше што го има на знамето, можеме да го искористиме, нели, не мислам од знамето, него толку многу сонце има во Скопје да можеме таа сончева енергија да искористуваме. Дрвјата ги зборував, не знам што не зборував, ама еве ќе се вклучам понатака во дискусија. Запаметете го ова, не сакаме нашите деца да живеат просечно 10 години помалку од децата во Љубљана. Тоа нека биде мојата парола или нашата парола со која што ќе настапиме. Повелете. Благодарам, Тони. Јас сега ќе му дадам збор на професор доктор Никола Пановски, носител на листата на советници за град Скопје. Професоре, повелете. Unmute се. Влези, зборувај, микрофонот уклучи го. Професоре, само да ве замолам, unmute ќе си направите на микрофонот за да може да ве слушаме. Сега? Се слуша? Да, одлично. Сега е добро. Добро, нешто стишале деца овде. Значи ме слушате сега. Добро, иначе unmute направив, меѓутоа требало нешто да некој систем ваков таков, некој стрелки има таму. И викав ја од дома да си правам да имам помош, овде немам кој да ми помогне, треба да ги бркам овие асистенти, да му кажам кај се. Добро, да не губиме време, еднака доста изгубивме. Ве поздравувам, благодарам на поканата. Еве ја да кажам кој е мојот мотив. Па во мојот живот сум поставил две цели. Едната е работата да работам со антибиотици и што помалку да се трошат да ги зачуваме за следните генерации. Успеавме да ги намалиме на пола, значи тоа работам цел живот, рационално да се трошат, кај што не треба да не се дават. За време на пандемијата се случи катастрофа, се пропадна во вода. И тука сум шаран. И другата работа е да најдеме некој баланс меѓу двете партии од македонскиот блок, а не е ништо различно и во албанскиот блок, кои 99% од својата активност ја трошат како да му наштетат на другиот, како да го најдат во замка, како да му ако нема ќе измислат, ќе излажат и со тоа не занимаваат цело време и за жал со нив решат една сурија интелектуалци така наречени, па дури и академици, апсолутно го испрале мозокот и ништо друго не кажува. Само ќе ви дам еден пример. Точно лани на овој ден изјавив на телевизија дека ако вака продолжи, ако не се преземат мерки, Македонија ќе избие на прво место во Европа по смртност. Итно, тоа беше на Телма, итно заседаваше комисијата
за заразни болести, ме пријави до лекарска комора даде изјава, со тоа се занимава. Значи, како да го спасиме власта, а не гледа дека најстариот активен микробиолог, кој се уште е на работа, нешто кажува. На Фейсбук се еден професор, бивши уште од времето на Григорije Гоговски у владата, ја брани власта по секоја цена и кога не е во право, пишувајќи, замислете, професор од правен факултет, дајте му еден тендер да замолчи. Мислејќи дека јас сум оној мултимилиардерот Пановски од веледрогерија, не сум професор. Значи, замислете до кај стигнува работата. Место да се замислат дека некој нешто алармира, тие гледат како да се одбрани власт. И така целата пандемија се тера. Така да, уште кога другата работа ми беше да има една баланс меѓу партиите, да има една интелектуална сила, која нема да се крие кој што се крие, па и за пандемија се крие, 3/4 излегуваме, што ќе ја каже стручната, без разлика дали е партиски, непартиски, дали на некој тоа ќе му се допаѓа или не. Само така може да тргне држава. И тука, како што гледате, до сега сме неуспешни. Јас сум член на ЛДП и основач на ЛДП, основач на Демократска партија 93-та, заедно со другиот носител од ВМРО, Трајко Слаевски, да не зборам колку луѓе сега што се во други партии потекнуваат од оваа партија, јас сум останал цело време тука и се уште сум оптимист дека може да го направиме тоа, а тоа ќе го направиме само ако има трета вистинска опција и мислам дека сега е моментот. Значи една проба ќе бидат локалните избори, дали може ова што ќе, ако успееме, да го повториме и на парламентарни избори. Тоа е еден мотив, се разбира, другиот мотив е мојот град Скопје. Јас не работам како Тони со пациенти, помие мир на главата, бактериите може да почекаат, не викаат на брзина или вирусите. Аз ова време до година ќе бидам и во пензија, така да можам и да се посветам. Нема да запоставам кариерата со тоа што ќе бидам советник, ниту па советник е политичка функција, прашање градоначелник дали е политичка функција. Ние сме ја направиле политичка, би требало да биде менаџерска, граѓанска функција. А од нешто што да речеме сум успеан, тоа се моите 5 деца, 3 сина, 2 ќерки и 3 внуки и 1 внук. Најлесно се успева изгледа. Во овие други работи, уште се трудиме. Сега, што да кажем ја понатаму? Ја возам, како што знаете, велосипед. Обично, бидејќи ми е краток патот да дојдем до дома, од Карпош одам во паркот и покрај Кеот одам до факултетот, до медицински факултет, односно овде во клинички центар. Што приметувам веќе 4 години? Што е сменето? Има подобри велосипедски патеки, признавам. Имаш и во времето на претходниот градоначелник, овој градоначелник продолжи и тука, за разлика од ВМРО што ќе каже ништо не е направено, направени се велосипедски патеки. Меѓутоа, кога ќе стигнам таму кај Кеот, има огради. Десно има ограда од некој објект, кој се сеќавам дека стои од 2010-11 се сеќавам дека мојот син беше горе на тоа скелињата од тој објект, кога ги чекаме ракометарите, кога беа пети во Европа, па знам дека едно дете се повреди на скелињата, па го носеме у градска болница да го шијат и така на. Значи тоа стои 9 години. А и пред тоа стоело. Замислете, ние имаме на площадот објект кој власта, а власта е на централно ниво, на исти партии, СДС и ДУИ, па и нашата, која е коалиција и Дом, меѓутоа немаме ние такво влијание, за жал. Градот го води градоначелникот СДС и центар го води градоначелникот СДС и 11 години не може да го решат тој проблем. А претходно да не заборавам, кога проаѓам покрај градското собрание во парк, остануваат оние столбови од така наречен кермес. 20 години. Значи треба некоја екипа да дојде да снима еден документарен филм до каде може да оди човечката глупост. Да може да остоиш ти во сред парк, бетонски столбови и да тоа не може никој да го реши. Толку е тежок проблем како и овие објекти. Па лево има ограда од некој си мост кај што требаше да има некој панорамско тркало. 4 години Петре Шилегов и неговата екипа, иако на сите нивоа се на власт, не успеа да го пуштат мостот. Не знам дали ќе го пуштат оваа недела. А десно има еден бетонски комплекс, Мајка Тереза, која навистина не одговара за незиниот живот и за незината скромност, насред улица. 4 години уште не решиле што ќе прават со него.
Има стручна комисија во која им кажа да се сруши. Скапо било, нема да се сруши, нешто друго ќе правиме. Мислам, овде ме понатаму, има на площада да не зборам, дека има вишок на споменици, една фонтана која само пропаѓа и не работи, и стигнуваме кај Евана. 4 години не успеа тоа ругло од фасада да го средат. 4 години, абернем. Десно има друга фасада од Пелагонија изгупена и таа не е средена. Зашто ВМРО-вска била? Тоа е нашиот проблем. Мора да решите што ќе правите со тоа. Не може да оставите 4 години. Ругло е тоа. За среќа или за несреќа, тука доле имаше еден споменик на нашиот најголем преродбеник покрај Блаже Коневски, нивниот претходник, Крсте Петков Мисирков, еден мал споменик, донација од Велија, кој беше бутнат во една ограда, а врз него на столица седи нашиот колега Христо Татарчев. Значи Христо Татарчев е едно 10 пати поголем од Крсте Мисирков, а и тоа било ВМРО, друга идеологија било, што не е во ред. Овие дојдоа 3 години, им требаше да го скријат некаде спомеников, не знам кај го однесоа, на Крсте Мисирков, кој треба да е заедно, рекол, со Блаже Коневски, заедно со Климент Охридски, Наум Охридски, Свети Кирил Методи, први во спомениците, а не други. Меѓутоа овие не им треба, толку им требаше. Подеме понатам по улица Македонија, каде што е споменикот на Мајка Тереза, каде што во времето на ВМРО, зашто се скара со Трифун Костовски, пред споменикот изгради една трафика, оние барокни трафики. Кебапчиња кај што се продават. Па ако сакат странци да се сликаат, тај им смета. Ова власт 4 години не ја тргна трафиката 3 метра, 5 метра, за да личи споменикот на нешто. Одиме понатаму, двете барокни згради кај што секва златни дрва, на крајот на улица кај Стара Звече, од кој левата не е вселена се уште, а владата каже дека закупува простор за своите институции и плаќа големи кири, а оваа никако да среда 4 години изградена и таму уште има некои огради и така натаму. Тоа е само во центар, да не зборам понатаму, овие 500 метри, се разбира, јас ќе кажам дека левок ми се допаѓа кеот како изграден со тие црвени плочки и тоа е во ред. Меѓутоа да не заборавиме дека човекот што ветуваше тунел низ вакво кале и не знам што, и овој Бранко што ветуваше 94-та, ја тој бев кандидат за пратеник, пруга дека за една година ќе се изгради до Бугарија, до 95-та, што беше нереално, мислам. За разлика од нив, ние не предлагаме, кој што слушате, нереални работи, или ќе купам 500 автобуса, ја ќе купам. Ќе купам ако имам пари, немам пари. Од граѓаните ако купувам, ќе кажам, вие ќе купите ако се согласите на референдум да ви окренам данокот и да ви ги намалам платите. А не ја ќе купам, па после ќе плаќаат вашите внуци и правнуци кредитот и така. Не се работи така со такви ветувања. Значи галиите 3 за 4 години ниедна не се помести. 4 години, па што очекуваме ние? На галија да не може се смени. Така ли се работи? Сега у 3 месеци ќе се компензирало тоа. Така да тоа е сликата на нашиот град. Само да спомнам дека имаме идеи, меѓутоа сме скромни и нашите идеи се остварливи. Значи кога ќе кажеме чист град, тоа е остварливо. Не треба некакви повеќе пари, треба само луѓе кои имаат доверба, цело време да се оди во образование, во училиштата кои се под општина и под градот, средните школи, доди на телевизија, да има кампања, иако треба као Турција што направи со пушењето. Значи кога имате огромна Валкан град, не се оди постепено, се удира хируршки рез и се каже од утре вака ќе биде. Така направа многу земји кога го забранија пушењето. Не може, кај што има многу пушачи, одеднаш да речеш, постепено ќе го правим. Пресеква. И тоа во Турција, да речеме, за тоа успеа. Така да еве, ќе кажем едно искуство пред некој време, мојата снага беше во Јапонија, бидејќи таму работи брат и со татко, и го знаете, татко е мојот сват Гордан Калајджиев професор, значи неговата ќерка, и ми кажува искуства како Токио, кај што има многу повеќе густо население од Скопје, е пречисто, дури се оди во крајности. Таму нема канти за смет, никаде. Значи не постојат канти за смет. Значи вие кои ќе излезете од дома, треба да си носите
опрема, ранче или торба, се што ќе јадете, пиете, па ако и пушите на улица, пикавците ќе ги ставите на едно место и во тој ранец има делови кај ќе стават хартија, кај ќе стават пластика и се тоа целиот ден, ако не одат на работа секако дека има контейнери и таму го селектира, дома има специјална просторија. Од мали ги учат кај што го селектираат отпадот. И потоа го носат го фрлаат кај што треба, казните се огромни, а срамот е уште поголем. Значи, ако ве снимат, ако ве дадат на слика дека сте фрлиле нешто и така натаму, така да првиот ден кога седнале, мојот сват си нарачал нека пијачка, кока-кола или нешто друго и со салфетата си играл и салфетата му пропаднала во шишето. Син му кој таму живее веќе е одомаќен, рекол ова е катастрофа. Сега што правиме? Вика, што сум направил? Па вика, како ќе извадиме хартијата, не се вади од шишето. Знаеш ли ти каква казна е хартија и шише заедно? Да го скршиме не смееме. Па не знам кај го криеле, за да може да избегаат, па потоа правиле нека операција да го скршат шишето, па да тргнат стаклата на едно, хартијата на друго. Тоа се крајности, меѓутоа во наше време така би можело да се направи. Или да речеме, веќе завршам, нешто што не чини пари, а што го гледаме во Европа, го гледаме и кај нас, има многу луѓе, особено жените, ги сакаат секињата, зашто да не стимулираме сите балкони, сите куќи, како што е во западните земји, да имаат убави цвеќиња. Да за тоа добиваат некаква мотивација, субвенција, тоа не би чинело многу со награди и така натаму, па во пролет, па и во есен и цело лето да нашиот град изгледа не само овде кај што ние може да делуваме директно, тоа се зелените површини, туку и по балконите, насекаде да има убав амбиент во кој ќе уживаме и психолошки ќе не крева понатаму. Толку од мене. Благодарам. Ви благодарам, професоре. И како последна, но не помалку важна, се разбира, ја поканувам Теодора Крстевска, која што е активист за заштита на животната средина и климата и кандидатка за советничка во град Скопје, да ги сподели со нас незините визии во каков град, во какво Скопје сака да живее. Повелите. Здраво на сите. Вака сега за тие што не ме знаат, јас сум Теодора Крстевска. Имам 27 години, магистар по правни науки сум. Долго време се мислев искрено дали да прифатам да бидам втора на листа советничка, особено за град Скопје, знаејќи дека одговорноста и товарот се огромни. Но од друга страна па, желбата, љубовта и предизвикот дека можеби ќе имам шанса да направам нешто или барем да помогнам нешто да се направи, беа уште поголем. И токму затоа прифатив. Она што ме радува е што не сум единствена и што гледам дека има се повеќе млади лица кои што почнуваат полека да се вклучуваат активно во политиката. Се повеќе млади девојки гледам дека активно влегуваат во политика, што е за почит и за поздрав, што е многу храбро. Сега, што сакам јас да видам во Скопје? Скопје го обожавам, Скопје ми е најомиленото место на светот и безусловно и искрено го сакам градот. И баш затоа ќе се борам со секој атом од моето тело, со целата сила што имам, ќе ја дадам за Скопје да биде еден град со кој сите ќе се гордееме. Сакам Скопје да биде зелен град, сакам да видам паркови. Сакам еден ден кога ќе основам семејство и кога ќе имам деца, тие деца има каде да се играат, да седат на чист воздух, да има зеленило, да не биде искочиле од зграда на улица. Не ќам улица, не ќам автомобили, сакам зелени чисти зони, пешачки зони, паркови. Сакам да видам социјална правда и еднаквост. Не сакам да гледам поделби, константни поделби на кој бил од едната страна, кој бил од другата, кој бил на власт, кој бил опозиција, религија, етничка припадност. Тоа мислам дека веќе во 21 век треба да го искорениме. Сакам да видам еден град во кој што ќе владее солидарноста и каде што сите буквално ќе имаат еднаква шанса.
Сакам да видам место каде што младите ќе можат да ги кажат своите идеи и кај што гласот на младите ќе биде слушнат. Пошто мислам дека премногу години дозволивме млад, паметен, интелигентен кадар да се одсели од државава. И сега време е тоа што остана тука да го задржиме и да дадеме шанса. Затоа што на крајот на краиштата веќе 30 години едните исти лица ги гледаме во политиката, едните исти луѓе се вртат. Каде се младите да кажат што им треба и што сакаат да направат? Мислам дека е време да им се даде шанси на младите да кажат по какво Скопје сакаат да живеат, по каква Македонија сакаат да живеат. Затоа што идеите, прогресивните идеи, мислам дека потекнуваат баш од младите. Од младите што се нашетани, што гледаат, што имаат пријатели низ Европа, низ светот, што гледаат како функционираат другите држави, другите култури, другите млади, и истото тоа што е позитивно или негативно да го применат или да го тргнат. Сакам да видам едно Скопје каде што кога ќе шетам по улица нема да гледам ѓубри. Летово кога бев кај другарка ми на гости во Белгија, буквално низ Гент кога шетав, можеше да се седне на улици и да се јаде, дотолку беше чисто. И ми беше срам кога ќе се вратив во Скопје, кога го видов целото тоа ѓубре. Не е тешко, ако немаш у близина канта за отпадоци, ѓубрето да си го ставиш во ташна и да поодиш 5, 10, 100 метра и да го фрлиш. Сакам да видам малце промена во менталитетот. Сакам да видам Скопје кај што ќе имаме културен живот богат, каде што ќе има културни настани, културни центри, каде што младите ќе имаат каде да се дружат, каде да се забавуваат, каде да искачаат, каде да се едуцираат. Сакам да видам повеќе едукативни центри кои што ќе бидат подпомогнати од општините и од градот, каде што ќе се нуди помош за младите кои што се од социјално загрозени семејства, да може да посетуваат различни часови, не знам, по англиски, по танц, по театар, не е битно. Да имаат пристап, да се едуцираат на ист начин како што имаат другите. Сакам да видам, тоа е моја идеја што одамна ја мислам, во секоја општина да се постават јавни фрижидери, каде што граѓаните ќе можат вишок од храна да го оставаат, рестораните, продавниците да оставаат вишок храна, а бездомните лица или социјално загрозените лица кои што немаат, да може во било кој момент да дојдат и да земат таа храна. Со тоа ќе се намали храната што не е расипана, нема да се фрла. Значи правиме добро, а од друга страна ќе имаат шанса секој да има оброк. Тоа е една од идеите што можеби спаѓа под социјална правда, не е толку зелена политика, ама на таа ќе се залагам 100%. Сакам да видам зелени кровови на сите згради, на сите јавни објекти, затоа што има нешто посебно тоа да работиш, не знам, 8 сати у канцеларија и да искочиш 5-10 минути, да се качиш горе на воздух, да се напиеш кафе и да подишиш малку воздух. Сакам тоа да го видам. И не знам, јас сега вака можам да зборам до утре од Сабајле што све сакам да видам, но тоа што го ветив е дека во секој момент ќе бидам отворена за да го слушам мислењето и гласот на луѓето, на граѓаните, на тие од кои што сум ја добила довербата. И токму затоа сега ќе ве повикам вас, што сте уклучени, да ми кажете вие што сакате да видите, која промена вие сакате да видите, што ви се допаѓа, што не ви се допаѓа, за да можам јас сето тоа, ако добиам шанса нормално од граѓаните, да можам во советот да го испрезентирам и да се изборам за истото. Ви благодарам. Благодарам. Теја мислам дека може да сумирам дека сите досегашни панелисти, кандидати за градоначалници и за членови на Советот на Скопје
без разлика на разликите кои што ги имаат меѓусебни и во однос на политичка, партиска припадност, неприпадност, род, пол, возраст, така натаму, социјална структура, образование, професија, се обединети во едно, а тоа е големата љубов кон Скопје и големата желба и посветеност на вистина Скопје да биде еден убав град, здрав град, со кој сите ќе се, во кој здраво ќе живееме и со кој сите ќе се гордееме. Јас сега би ги повикала останатите учесници на оваа трибина да се обратат со своји прашања, коментари, сугестии до нашите панелисти. Повелете, наједноставно е да го кликнете ова копчето долу што го гледате на вашите екрани, Raise Hand, десно долу, или во чет да се пријавите како ви е најзгодно. Повелете со прашање и сугестии. Гледам дека за прашање е пријавена во чет Елизавета Марковиќ. Елизавета, повели. Елизавета, само ќе треба да се вклучи тонот кај вас. Направете unmute, за да може да го слушнеме прашањето. Може ли додека ги чекаме овие технички прашања да се решат, да прочитаме некои од прашањата, можеби кои што ги има во чет? За Бени има. Не слушате? Треба ми се даде дозвола, веројатно. Да. Завршено е, да, има дозвола, само не знам дали Елизавета може сега? Да. Повели. Слушате сега? Да, повели. Да. Добар ден на сите. Многу ми е драго што еве вака и кандидатите за советници и кандидатот за градоначелник го слушнам со своите излагања и сите вас. И јас како граѓанин и жител на Скопје, родена сум во Скопје, имам едно техничко прашање, бидејќи локалните избори точно така се занимаваат изборот на градоначелник и советници со секојдневниот живот на граѓаните и она што со години го гледаме во нашите општини и населби. Јас имам едно конкретно прашање, еве и до кандидатот за градоначелник, до господинот Бени, и дел е поврзано со излагањето на Теодора Крстевска. Значи, јас сум голем љубител на животни и самата имам дома животни и многу ме мачи и проблемот со бездомните животни кои што не може да го игнорираме и кој што долго време не сите го приметуваме. Така да јас сакам да прашам како би се решило, дали имате некоја стратегија, дали си има некоја идеја на таа тема и дали може вака со луѓе што веќе се инволвирани во спасување, во вклучување, имате намера да соработувате како начелник, дали тоа да оди на централно ниво или на локално ниво во општините. И исто така за Теодора Крстевска за ангажирање, односно за
помагање и обезбедување на бездомните жители и оние што се социјално загрозени и деца, значи и малолетници, но и возрастни луѓе. Како гледате решение во овој проблем кој што навистина секојдневно се случува во градот наш? Благодарам многу. Еве, пошто првото прашање беше упатено до мене, можам само да истакнам дека јас сум љубител на животни. Не можам да се пофалам дека имам милениче дома. Не од причина што не би сакал да имам такво нешто. Единствениот пат кога имав миленик дома, тоа беше еден папагал пред можеби 25 и повеќе години. Со оглед на тоа дека карактерно како човек сум емотивец голем, во оној момент кога папагалот ми угина, тоа беше за мене изузетно стресно и болно. И тогаш се зареков дека никогаш повеќе нема да си зема миленик, не затоа што не сакам, туку што затоа што не би можел повторно да проаѓам ни со на истото, ни со на загуба, и мора ми верувате дека ќе се сложите со мене дека е човечки да постапиш вака. Некој можеби може да се носи. Веднаш по заминувањето на едниот миленик, луѓето знаат да си обезбедат себе си, да си купат, да си набават по некакви канали идентично милениче. Значи, пример, ако има лабрадор куче, веднаш се усостојува да најдат нов лабрадор. Ја тоа не можев да го направам и тоа не сакам да го правам, затоа и се одлучив да не чувам миленици дома, иако на моменти знаат и децата и сопругата да инсистираат на такво нешто, меѓутоа јас сум категорично против, но ги поддржувам луѓето кои имаат своји миленици и ги охрабрувам оние кои што сакаат да имаат миленици, затоа што тоа е една чиста несебична љубов што човекот може да ја доживее од истите тие миленици. Сега, она што го гледам како слика секојдневно низ Скопје, тоа трае со години наназад, е огромен број на бездомни кучиња, луталици кои не само да одат така во глутници, туку знаат од време на време да се случуваат и оние немили слики и настани да напаѓаат наши граѓани, и тоа е нешто што е и како поразително за Скопје као главен град на една земја и воопшто као град кој што претендира да биде модерен. И јас како човек ќе инсистирам на соработка со доколку се разбира, доколку граѓаните ми ја доверат таа улога да бидам градоначалник. Ќе инсистирам на соработка со сите оние организации што се грижат за згрижување на како ги викаат миленици или кучиња скитници. Меѓутоа не се само кучињата тука во прашање. Имаше претходно едно прашање пишано во чатот кое се однесува до коњите. Морам да кажам дека коњите особено ги сакам, затоа што според мене коњот е тоа така мене ми личи, не знам зашто, као најплеменито животно и имаат некоја посебна своја енергија и добрина. Меѓутоа човекот знаеме дека често пати коњите им служат, ако ги земеме оние спортски дисциплини за јавање, ќе си набават коњи, он им служи за некаква, не знам, работа за тегнење, за влечење на запрежни коли и така натаму. Значи, углавном им служат за некаков транспорт. Веројатно тоа го прават од немање каде, а веројатно така и се пораснати и навикнати истите тие луѓе кои што ги злоупотребуваат коњите. Од тука би сакал да ви напомнам дека во улога на градоначалник ништо друго не би ми останало, туку да превземам чекори да се изнајдат решение, да не гледаме коњи во 21 век, во 2021 година по центарот на Скопје. Дури можете да видите и некоја неубава слика, да видите угинат коњ во реката Вардар, што е изузетно грдо за гледање, се разбира и тотално недостоинствено. Значи, постојат организации од типот на она што ние го знаеме, на Анима Мунди и така натаму, меѓутоа, јас би советувал и би замолил доколку некој има повеќе информации да ги достави, меѓутоа знам што треба да се направи. Треба едноставно да се земе урнек, као што пред малку Тони Новотни кажа, во однос на зеленилото, ако треба
да земеме и да пресликаме некакво искуство од Љубљана, кој е најзелен град во светот, барем така е прогласена. Слични такви искуства би требало да пресликаме во нашето секојдневие, во нашата пракса. Да кажем од еден Лондон, од еден Амстердам, од Виена, зошто да не. Во моите посети не сум патувал нешто претерано многу, меѓутоа онолку колку што сум имал прилика да престојувам и во Минхен, и во Амстердам, и во Рим и така натаму, морам да признам дека не се сеќам дека сум наишол на кучиња скитници, а исто така не може да ти ни мачки да видите. Тоа е чудо едно. Како они се справуваат со тоа, веројатно ќе треба тоа да видиме како тоа изгледа, која е нивната пракса, кои се нивните искуства и нормално е да го тоа истото да го пресликаш во твоето секојдневие и да искористиш таа нивна пракса, за тоа што мислам дека во 2021 година е многу неблагодарно да сега не знам седнеме и нешто измислуваме топла вода, туку само треба да видиме како тоа оние кои што се по-практични, по-прагматични, да не речам поумни од нас. Не се, меѓутоа се луѓе кои што имаат некакво искуство и ги почитуваат размислувањата на експертите да ги имплементираат во пракса, да ги имплементираат во секојдневниот живот, така да не би нешто претерано да паметувам. Животните ги сакам да имаат достоинствен третман, не сакам да ги гледам по скопските улици и апсолутно ќе се заложам да во склоп на тие организации кои што работат за заштита на правата на животните да се најде достоинствен и соодветен третман. На тоа ќе инсистирам секако како градоначалник. Може да дополнам нешто, Маја? Повели, Тони. Јас случајно работам на вештачење од угрици од куче, па знам дека град Скопје троши грдни пари за надомесна штета на жителите кои што се гризнати од нашите милинични кучиња, уствари од кучиња скитници. Сите тие пари може да се пренаменат и да се пренасочат, нели, за да го спречиме тоа што не е пријатно секако, но не е до миленичињата, не е до животните што шетаат и гризат, туку затоа што се тие во неприродна средина. Да направиме акција и субвенции градот, еве општината Центар, јас ќе се залагам за тоа да направи субвенции за домување на овие кучиња во руралните средини. Има многу рурални средини околу Скопје кои што може да ги вдомат овие кучиња, тоа се убави кутриња кои што може да живеат многу посрекно во тие, нели, полиња околу Скопје или каде што. Градот може, или градот, или за Бени идеја, градот или општината Центар може да даде субвенција за, што ја знам, првите месеци исхранување на овие кучиња или нешто слично, но може да поведе иницијатива за вдомување. Тоа е едно. И второ, еве, од бизнис секторот може да ги поддржи овие хостели за кучиња, ама да бидат не за овие богативе, скапи кучиња кои што се чуваат, туку да бидат хостели за чување, одгледување на кучиња скитници кои што се исто така сладки и убави створења за кои што можеме да се грижиме ако ги ставиме во соодветни услови. Значи, тоа се две идеи кои што може да се спроведуваат секако во соработка и со невладините организации кои што Бени веќе ги спомна. Че ние мораме да зборуваме како да се реши тоа, а не дека тоа постои и дека тоа никој не го решава. Акцијата секојаш првиот чекор ќе направи. Можеби моите идеи не се, можеби се идеалистични, но сето тоа е можно. И секој почеток е добар. Толку. Фала. Благодарам, Тони. И јас би се надоврзала, бидејќи тоа навистина сериозен проблем со бездомните кучиња. Потребно е да се направи измена на законот за благосостојба на животните и тоа да се решава, значи, на централно ниво и да се обезбеди навистина тоа одговорно сопствеништво, бидејќи она, како што и не брифира и од невладините организации кои што се грижат за благосостојбата на животните воопшто, најголемиот број на овие кучиња кои ги гледаме по улиците потекнува точно поради неодговорното сопствеништво. За жал, некои од нас како граѓани ќе си земеме кученце, го чуваме одредено време, но потоа
кога едноставно веќе не ни е можеби интересно или потомството од тие кучиња кога ќе се роди се остава за жал на улица. И тоа е навистина еден неодговорен однос, нехуман би рекла кон животните. Ние имавме една такава законска иницијатива во Собранието пред 4 години чинам, но за жал тогаш немаше расположение од повеќето пратеници да биде усвоено. Се надевам дека во идниот период, бидејќи на вистина сите, нема општина, нема граѓанин кој што не алармира да се реши проблемот со дивите улични, не диви улични кучиња по улиците. Благодарам уште еднаш. Што не сега би му дала збор на Александар Ангјушев да постави прашање. Само да се анотирате, Ангјушев. Здраво на сите, поздрав до сите наши кандидати. Благодарам што ни ја дадовте ова шанса да продискутираме, да прашаме и да кажеме нешто околу тоа како го гледаме градот и во која насока би делувале кога би биле на функција. Значи, јас ги пратам дискусиите од кога почна кампањава и на другите кандидати. Сите се врзуваат со некакви, поготово за урбани, густо урбани средини, за правење катни гаражи. Дури Стефчо у Карпош кај нас, дури подземна ке прави. Јас не сум поборник за тоа решение. Дефинитивно не сакам катни гаражи. Сакам што помалце коли на улиците. Ако му направиш катна гаража, он ќе дојде со кола до таму. Не, ќе се земе јавен транспорт, точак, и ќе се дојде на место. Зонското паркирање е решение за Скопје и ја би сакал, еве као советник во Карпош, кој што неколку пати покушав со градоначалникот Богас да излеземе на крај со тоа зонско паркирање, он само го ветуваше, на крај заврши мандатот, не го реализира. Се надеваме дека као концепт, значи катните гаражи не би ги ставил воопшто во дискусија, едино само зонското паркирање. Понатака околу зелените фасади. Ние сме зелени, меѓутоа јас во принцип не сакам зелени фасади, затоа што се многу тешки за одржување и пост тоа да се направат се многу скапи. Збориме се буквално оние зелени фасади што имаше тенденција во Италија, во Милано, што ги правеа целите згради. Можеме енергетски ефикасни фасади, меѓутоа само со 20 до 30% субвенција на општината или градот во тој проект, затоа што се испоставило кога на некој ќе му дадете подарок со тоа што фасадата сте му направиле, тој не го цени тој подарок, како да ви кажам. И по кој основ да бидат избрани тие кои што би биле со такви енергетска ефикасни фасади. Значи има тука конфликт на интерес кој ние ја како советник у Карпош кога бев, значи го теравме на тој начин што иницијативата произлегуваше од граѓаните, тие ќе се собереа со комитмент, вложуваа 100%, а општината после враќаше не повеќе од 30% или не повеќе од 10-15,000 евро. Она што би сакал за институциите, значи, да го сугерирам еве на едните кандидати, е да крововите на сите јавни институции бидат со соларни панели или со термосоларни панели, барем топла вода да имаме. Луѓе, низ селата шетам јас, пошто и таква ми е работата, во најобичните села, во Конче таму, има повеќе соларни панели, куќи, значи за топла вода сега, да бидам попрецизен, не за производство на струја, него за производство на топла вода, отколку, например, у Козле, кај мен. Тоа кажува дека народот, кој што нема многу, се удрил лесап и сватил дека
Зошто да грее водата и да плаќа струја, кога нема пари? Он се грее можеби со дрва, меѓутоа топлата вода е нешто што ни е на дофат и може да се направи. Така мислам дека треба ние натаму да тераме водата на таа воденица, да ги стимулираме луѓето да бидат похрабри во зафатите, за да имат и ќари самите од целата таа приказна. А на крај од сето ова е дека загадувањето само се намалува со активни мерки кои што ги направив, иначе декларативно и со наредби не можеме да ги, барем јас имаше еден обид и го спомнав тоа на Маја завчера, Маја за налепниците што ги ветуваше Петре Шилегов, меѓутоа испадна друг проблем. Значи ние можеме да кажеме ќе ставаме пак налепници за вакво онакво возило, меѓутоа загадувањето се намалува постепено со намалувањето на урбанизацијата и со намалувањето на луѓето што живеат во одреден простор. Така да ако знаеме дека има 5000 празни станови во Македонија, односно во Македонија, не знам за Скопје колку е. И ако знаеме дека повеќето од тие се во Скопје, тогаш чуму во новиот генерален урбанистички план што ќе се прави 2022 да ставаме развојна компонента. Па ние сме ја прекардашиле таа развојна. Ние немаме зголемен наталитет. Миграцијата ќе биде опфатена во нешто. Така да не должам, стварно ви стоам на располагање ако сакате некој мислење да чуете во која насока јас го сакам Скопје да се развива. Така да секојаш стоам на располагање и ви честитам за заложбите што и начинот на кој што до сега ја тераме кампањата. Јас сум горд со вас, ви благодарам многу што ме сослушавте. Благодарам, Александар, на сугестиите, кои што мислам дека на сите ќе им бидат од корист, бидејќи веќе и од искуство како член во Советот во Карпош, особено во делот на развојот на зелената економија, како и можности за заштита на животната средина и на здравјето на граѓаните, но исто така и за нови зелени работни места и за економска благосостојба и еден одржлив развој. Следна за збор се пријави Олгица Вејтовиќ. Олгица, повелете, со тоа што јас само ќе ве замолам што покуси да бидат излагањата, бидејќи имаме доста заинтересирани за пријавени веќе за збор. Повели, Оле. Сега јас не знам како да се вклучам или вие ќе ме вклучите? Вклучени сте, зборувајте слободно, поставете го своето прашање. Задоволство ми е, нема ја прашање, задоволство ми е со сите што сте денеска тука. Јас сум од Куманово, но истите проблеми не мачам, дури и пострашни проблеми него Скопје. Кога ќе дојдам у Скопје, Скопје е дел од мојата младост, син ми живее таму. И што да кажам, од сите вас научив по нешто. Доктор Пановски што убаво за Токио ни раскажа, тоа е убава приказка, новотни за животните, Анđушев предлози, само да ве поздравам и мислам дека вакво нешто требаше многу порано, па и други градоначалници од одлучно за движење би сакала да го слушнат ова што вие го споделувате, едни од други да си учиме. Навистина убави предлози. Анđушев, благодарам, секој пат си бил прагматичен и рационален. Ова ни помага да знаеме во која насока и ние, како еве јас кандидат за советник, до која граница да одиме советувања. Пошто навистина на терен сватив дека имаме шанса и овдека верувам и у Скопје од луѓево, ако не друга и оние со и без школа, вика доста им беше на овие нови лица, така да треба да искористиме за реално, затоа што утре ќе не фатат, па вие тоа кажувавте и изборите. Благодарам до сите, навистина убаво слушнав, среќа си посакувам на сите
и до Бени, и до доктор Пановски, кој што исклучително го ценам и у овој кризен период. Се најубаво на сите и ќе ве следам и понатаму. Маја, до тебе, до Теодора, навистина прекрасни работи слушнав и само со споделување на заеднички искуства може да одиме напред. Дефинитивно сме избрале екипа на државно ниво која што знае што сака. Благодарам, извините, еве неам прашање. Само собирам информација, а нас сите не мачи. На крајот на денот воздухот, водата и почвата ни е заедничка. Дали некој повеќе пари или помалку, тоа го зборувам и у кампања. Имаме видливи непријатели, ама пострашни се оние невидливи, кои што народот овдека се уште не ги разбира. А треба да се зборува. Јас сум дефинитивно убедена дека силна кампања ни треба ни сите градови, суптилно на луѓето да им се објасни. Не во аспект дека што значи тоа, што маслото му прави на почвата ако го исторам, што шишето му прави на почвата. Ја како просветен работник тоа си го правам со учениците. Обична крпа и пикавец од цигари, садиме и за 4 години да видиме кој ќе се распадне. И за крај, ја све за крај на просветно лице. Го поддржувам концептот ова 9-годишно, никаде во светот не оде лесно, али собирам информации, гледам во прво оделение, тоа е 6 години, еден наш сопартиец и ме информира. Ги учат децата, носат батерии од дома, како да... И ние децата треба да ги учиме за сегашност и за иднина. Ете тоа знам. И ме радува што у прво оделение ги учат за селектирање. И треба да сите така да правиме, еден на друг, суптилно, бидејќи знаеме како е. Благодарам, нема веќе да се јавам. Благодарам, да. Благодарам. Се најубаво на сите. Благодарам, моле. За збор е пријавен и Горан Левков. Горан, повелете. Почитувани, да ви се заблагодарам за можноста да поставиме прашање на вашата дебата. Јас сум Горан Левков, новинар во Центар за истражувачко новинарство СКУП Македонија. Подготвувам еден документарец за учеството на жените на овие локални избори. Од нашата анализа од 69 општини кои што има истакнато кандидати на сајтот на ДИК, излегува дека само 7,3% се жени кандидатки за градоначалничката функција. А сакам да ве прашам колку вие како коалиција имате кандидати жени за градоначалници, не за советници, и зошто нема жени на листите. ВМРО ДПМН има само од 53-4 општини, има само 2 жени, што е некаде 4%, во СДСМ мислам дека се некаде околу 10%. Благодарам. Благодарам, Горан, еве јас ако дозволите сакам да ви одговорам на ова прашање, бидејќи тоа е тема што јас ја следам и сум активна на прашањето за права на жени и родова еднаквост и се разбира политичкото учество на жените. Мене ми е навистина многу драго што нашето движење Одлучно за промени е практично коалицијата која има најголем број жени кандидатки за советнички и кандидатки за градоначалнички. Ние имаме листи за советнички во 51 општина со 889 кандидати и кандидатки за советници, од кои 48% се жени. Значи, скоро половината од кандидатите за советници се жени. Во однос на градоначалници имаме 18 кандидати за градоначалници, од кои 30% се жени. Се разбира дека тоа не е доволно и дека би сакале уште повеќе да се зголемува бројот на жени кои активно учествуваат во политиката, особено на овие функции како што се градоначалниците. Накусо да, мислам, има повеќе фактори кои влијаат зашто жените не се охрабруваат и се помалку застапени во политиката. Едно е и нивната позиција внатре во партиите, сега кога зборувам за партии, сепак
кај на себе во Македонија има само 2 партии кои што се жени председателки, останатите се мажи и генерално во тие извршни централни одбори во самите партии повеќето се мажи, значи натрепартиската поделба на функциите меѓу жените и мажите. Она што е исто така многу важно е дека нашето општество се уште патриархално, традиционално и се уште политиката се смета за машка работа, машка професија. Тоа е реалноста и тоа е нешто што треба да се менува и кое што треба на кое се работи и преку образованието се разбира, но и медиумите имаат навистина огромна улога тука и ви благодараме за ова прашање што го поставувате, бидејќи не е многу често тема за дебата во јавноста, прашањето за правата на жените, за родовата еднаквост, пообичаено само вака пред избори, колку кандидатки се жени и така натаму, и секогаш ли се разочарувано од нискиот број на жени кандидатки за градоначалнички или жени министерки и така натаму. Че вториот момент е се уште постоечките предрасуди, стереотипи во општеството. И трето, што исто така многу важно, е тоа дека оној говор на омраза, дискриминацијата кон жените, ако сакате и мизогинија, сексизам и шовинизам присутни во јавноста, апсолутно е така, која е форма практично на насилство врз жените, ги обесхрабрува жените да се вклучат поактивно во политичкиот живот. И тоа е факт, еден од причините кои што ги обесхрабрува жените, особено овој говор на омраза по социјалните мрежи присутен и така натаму. И мене ми е драго што и НДА пред овие избори се вклучи, организираше една широка кампања не за окружение за насилство врз жените и мислам дека тоа е нешто на кое треба да се работи посериозно во континуитет, бидејќи навистина особено младите жени, девојките се обесхрабрени од присуството на ваков изразен говор на омраза кон жените да се вклучат поактивно во политичкиот живот. И јас би додала уште нешто што е важно за мотивација на жените да се вклучат во политика поактивно, а тоа е оние форуми на жени, унии на жени кои што ги имаме во партиите, речеси да нема политичка партија која нема ваква организација. Сметам дека треба да бидат финансирани независно од буџетот. Сега партиите добиваме сите одреден процент, нели, средства од буџетот, кој е наменет за партиското функционирање, и од тој буџет практично се одвојуваат средства за функционирање на партијата, на форумот на жени, на младинските организации и така натаму. Мислам дека треба директно да имаат собствена сметка форумите, па и ако сакате и младинските организации, истото го предлагам и за нив, на тие сметки да им се префрлаат пари директно од буџетот, за да можат самостојно да располагаат со тие финансиски средства. Тоа би значило дека ќе можат самите да си ја реализираат својата програма, еве сега конкретно за жените кога зборуваме своите активности, а тоа е начин и на промоција на овие жени кои што се дел од форумите и се активно вклучени во партијата на која припаѓаат и генерално во политичкиот живот. Така што мислам дека тоа би предонело и таков пример има и во други европски земји. Јас се надевам дека ви одговорив на прашањето, доколку имате уште нешто или ако сака некој друг од панелистите да се вклучи на оваа тема, повелете. Ви благодарам и на вас. Во ред, следен за збор е пријавен, јас се надевам дека редоследот го внимавам. Маја Спасеска. Маја, повелете. Добар ден, дали се слушаме? Добро. Значи, поздрав до сите кандидати. Морам да пофалам дека навистина дадовте сите многу убави идеи, предлози и идејни решенија. И сега јас свака ќе бидам многу кратка, нели во интерес на времето. Нели ние како Зелена партија, поточно вие, дали имате планини или решение за тоа како да се намали сообраќајниот метеж во градот? Значи, како да се намалат возилата, а да се понуди некоја друга алтернатива.
за превоз низ градот? Како се намали? Благодарам, Маја, на прашањето. Мислам дека е ова многу важно прашање за сите граѓани. Јас би ги замолила сите учесници, панелисти да дадат кратко објаснување еве како тие планираат да се реши сообраќајниот метеж во Скопје. Бени, ако може со тебе да започнеме, па по редослед сите останати панелисти. Јас ќе се обидам да видам многу краток, многу кус. Познавајќи го менталитетот на луѓето, ќе се сложите со мене дека не постои малтене семејство кое нема барем 2 автомобила во својата, така да ја наречам, домашна ергела. Значи, прво треба сами со себе да се договориме дека Скопје е премал град за да може да вдоми, односно да прими толку голем број на автомобили. Сообраќајниот метеж можеме да го регулираме на тој начин што може би треба да работиме на едуцирање на граѓанството да користат што повеќе алтернативни превози. Тука секако мислам на употреба на велосипеди, на овие како ги нарекуваат скутери електрични. Понатаму мислам дека треба да некако да се изнајде начин, иако таа операција може да биде и болна по граѓаните, меѓутоа треба да се најде начин да се намали бројот на автомобили кои што не соодветствуваат на највисоките стандарди за емисија на гасови, се разбира европски стандарди. Треба да се регулира јавниот транспорт, кој што треба да биде брз и ефикасен, кој што во огромна мерка ќе овозможи да луѓето почнуваат полекано сигурно да го користат истиот и на тој начин да си ги паркираат возилата пред своите домови, за тоа што мислам дека добро искуствата кажуваат можеби некои други многу повисоки бројки, меѓутоа ќе се сложите дека Скопје е град кој што не може да поднесе толку голем број на автомобили. Така да сите овие алтернативни решенија секако можеме да ги вклучиме во нашата програма и се разбира допунски уз идеи на останати стручњаци кои што знаат и кои што умеат да се носат и да се бават со оваа проблематика, да сугерираат и да дават паметни предлози. Али мислам дека во главном алтернативниот превоз е едно од клучните решенија како може да се намали сообраќајниот метеж. Затоа што ако им дадете инфраструктура за користење на велосипеди, барем во оние денови кога времето е добро и дозволува да може да се користат, и секако брз и ефикасен јавен превоз, односно сообраќај, може да го регулира овој навистина голем проблем за Скопје, затоа што Скопје е премал град во однос на тоа колку голем број на автомобили има. Поготово треба да се санкционира увоз на било какво ѓубре кое што ни се увезува од останатите од околните држави, па и од Европа, ако сакате. Затоа што на крајот на денот ќе се сложиме дека Скопје стана некако полигон на европскиот автомобилски крш, така да го наречам. Благодарам, Бени. Професор Пановски, дали вие би сакале да го искоментирате ова прашање поврзано со сообраќајот во Скопје? Тоа е комплексно прашање, не се решава веднаш. Бени ги кажа сите работи, тука нема некоја филозофија, треба да се работи постојано. Меѓутоа, мислам дека и психолошки е кај нас традиција, како што кажавте за жените во политиката, исто така. Еве, јас 40 години и една година сум со велосипед на работа. Не успеав да привлечам некој голем број на луѓе да ме пратат. Значи им кажувам, заради мене едно место стане слободно. Израчунете колку тони нафта се потроши. Јас сум овде највозрасен, значи знам дека некои што се над 50 години може да им е доцна сега да почнат ако не возеле. Меѓутоа младиве, меѓутоа останато е дека ако ти немаш автомобил, ти не си успешен во кариерата.
Секојаш праќаат. Кај нас докторите има и автомобилот да му е близко тука нешто, ако му донесат да му дај да го стават у гепек, на времето една гуска бркавме. Една професор му излезе и вика, бе, гуската избега. Дојде друг поклон, ако отвориле гуската. На времето кога беше по... Рушветот, да. Тој ни држи вежби, го прати болничарот нешто да му земе некоја книга, тој од селото му остал гуската и вика, професор, бе, гуска избега, и он вика нас, и брзо надвор да бркаме гуската. Под клинички бркаме гуската. Немаше тоа што толку коли, поише треба. Значи, ова да се насмееме малце. Некако се врзани со автомобил, како што јас сум врзан со велосипед, гледам кај мене повеќето се колешки, врзани се без автомобил, они како да немаат, како без мобилен што не можат, и едноставно треба да се одвикнат од тоа. Треба од мали нозе да се учат дека кај нас сега, ако немаш автомобил, ако не е нека марка, дека тоа е доказ за успешност. Затоа гледаме кај младите луѓе што мене ми е срамно да го гледам како до кафичот гледа да е со мотор или да паркира близко до кафичот. Тој може да живее на 500 метра, меѓутоа, ако излезе без неговата нова спортски автомобил, мисли дека тој ништо нема да се покаже пред девојките и пред друштвото и така. Значи има и тој психолошки момент кој треба да се разбие, дека денеска е кул да возиш тротинет, да одиш пешки, да се возиш по јавен превоз не е срамота, зашто навистина и ние самите заборавивме дека кога беше бесплатен јавен превоз, ја се качив, мислам, баш немам карта, навистина треба да се стимулира тоа. Зашто замислете, ние кога се јас пошто така сум интересен да правам наука на секое поле, кога беше погребот на Борис Трајковски, во автобусот бевме 30 луѓе, тоа што одевме пешки до негде, па се качиме од тие 30 души, ги прашав кога последен пат сте се возиле во градски автобуси и да кажа кога биле студенти. Значи ние, кој ќе одиме у странство, купуваш автобуска карта, трамвај, у Скопје да се каже автобус на многу луѓе ме срам. Да се вози со кола по секоја цена. И така натаму, има и други приказни. Има мои колеги, Тони пак се насмеја овој од негова клиника кој беше директор, ќе му текне која, пензија. Му викам, зашто возите, професоре, низ клинички блок со кола? Па јас сум директор, како трнам пешки, никогаш нема да стигнам. Вака со колата, за да не ме запираат, вика, не ќе ме запираат, директоре. Јас затоа возам точак и кога можам пешки додам, не бидејќи ме забираат, ме прашуваат за ковид. Значи и на 300 метра да сум ја на велосипед да не ме запрат. Потешки ме да ме запрат. Вака да се насмееме. Благодарам, професоре. Да, ајде и професор Новотни да го слушнеме. Подигањето на јавност, на јавната свест за тоа дека треба е веројатно тешка и мачна работа, треба со години, но секој пример професор Пановски со својот пример сигурно привлекол некој, сега тој е прекритичен кон себе си и кон неговите колеги, не знам. Јас се срамам што се уште повремено доаѓам, јас живеам на 500 метри од мојата клиника и доаѓам со кола, така да ја уште не сум го повлекол тој пример. Имаме убав точак кој што го возам повремено и сега се гордеам зашто барем низ населба проаѓам, не сега во кампањава како сите што почнаа, туку навистина е и низ градов се обидувам да стигнам до некаде. Но ако се навратиме на претходно прашање, некој кажа, не знам, за пушењето во Кина или каде, дали Пановски збореше, па ќе мора да забраниме тогаш. Едноставно, јас сум за тие ригорозни и револуционерни решенија. Не може низ центар да се возикаат сите коли од цела Македонија да се. Немам ништо против луѓето кои што доаѓаат од другите градови, но центарот треба да се претвори во што повеќе пешачки зони и треба да има резидентни паркинг места за жителите од центар кои што мора да дојдат со колата и некаде да си ги остават своите возила. Сето она друго, сиот оној друг муабет ја реков палијатива, да правиме само паркинг. Паркинзи на периферија некаде и оставање. И јавен превоз, ова што професор Пановски рече. Јавен превоз и тоа се знае со што револуцијата во возилата е веќе дојдена, електричните возила не се прескапи, сигурно постојат мини електрични автобуси. Колку ни треба такви автобуси за низ Скопје?
колку луѓе не може да се движат на тие 500, јас сега зборам за општина Центар, извинете. За Скопје е потешко да го решиме проблемот, зашто тоа е голема дистанца. Но може да се, јас, мојот колега Марцеки, се споминјам имињама, тој нема да ми замери зашто е за позитивно. Тој вози од Сингелич, секој ден доаѓа до болница, до неговата ординација со точак. И дури доаѓаше од таму до тука и одевме на водно догоре, се качувавме у 5-6 сатот наутро. Ама тоа се примери кои што треба да се следат. Пешачењето или физичката активност на медиуми, постојано платени медиуми од локалната самоуправа, од центарот, од градот, дека пешачењето, обично пешачење и возење велосипед ги намалува мастите, го намалува шекерот, ги полни плуќата, поздрави сте, почили сте и повеќе може да го издржите шефот која вика по вас затоа што не сте толку под стрес. Значи видите, ние мора да го зборуваме и да го покажуваме, ние не го работиме, никој не се бави со тоа. Токму овие умислени функционери и функционерчиња, како ги вели Пановски, аминџиеве на партииве, тие одат со такви возила. Ајде, момчево сега, да не споминјам имиња сега, ама еве и вчера на дебатната емисија некој беше дојден со шофер. Па тоа е најнегативната како се вика промоција на тоа како треба здраво да живееме и како треба да го заштитиме градот од загадување. Блоковско зеделино, фрази, а ништо нема од тоа. Да не одам сега од едно во друго, јас се палам сега што политички зборам, што човечки, ама мислам дека она што странците го прават, премиери, министри, а особено представници на локална самоуправа, градоначалници, советници, тие треба да бидат доктори, не знам, правници, интелектуалци, обични луѓе, треба примери да викат и да ги караат другите. И да викат доста со таа колата, не ја пали комшија колата. Да подигнеме свеста да меѓу себе бидеме коректори. И да видите како ќе биде. Види како почна сега на избори сите да возат точаци и да се сликаат кај маратонот и сето тоа. Тоа е тоа, ние што вели Бени, извинете, не смеам да кажам така, проселјачивме државата и градот, затоа што селанец се убава збор, тоа е горд збор, ако мислиме на овие што работат земјоделие и што живеат во селата. Но културолошки паднавме, вредносниот систем се изгуби. Пановски вели, јапи овие богаташиве почнаа да шетат и младите, особено со тие колите и да ги паркираат на тротоарот пред кафулето кај што излагат за да го видат. Па видете ги старите филмови, треба да ги видиме старите филмови, тоа го прават сите оние гастарбајтери од 60-тите години кога доаѓаат, се враќаат во Југославија, нели да покажат во селото колку се збогатиле со кола. Ништо да нема дома, ма кола. Треба да го изврнеме вредностниот систем. Треба да кажеме дека, како што кажа, веројатно ќе каже младата Теодора, е кул, колку е окей, глумци, пеачи како Бени, или да ги тераме, сите ние пешки, да ги тераме луѓето да гледаат дека тоа е моделот. Така го прават во светот. Не знам, друго решение нема, а јас ќе продолжам да зборувам дека центар ќе го затворам за сообраќај. Ќе го затворам зашто успеале. 2007 е почнат проектот во Љубљана, сега е сосема затворено. За 3 евра, за 5 евра има електромобили со кои што може да се транспортираат луѓето и тоа е изводливо. Нема зашто да не е изводливо. Јас извинувам што вака се палам, ама можеме да направиме некој помак и можеме да подигнеме енергијата на луѓето да размислуваат дека може да направат нешто за себе и за своите деца. Благодарам, Тони. И теа што мислат младите луѓе? Каков сообраќај ми е потребен во Скопје? Мислам дека младите имаат една тенденција на следење на трендови и доколку се направи некоја кампања на социјални медиуми или општо во медиумите дека е сега модерно или ин да се вози велосипед или тротинет или ако некоја звезда или некој што на некого е долго покрај на такво движење, мислам дека ќе се деси промена. А може и јавен транспорт да има модерен и не знам какви субвенции за велосипеди и за тротинети, се додека менталитетот не се смени, џабе ќе биде. Пак нема да се качуваат во автобус, пошто како што рекоа професорите, срамота е. Пак нема да возат велосипед, пошто не ги мора со новата кола на тато да се паркираме пред кафич. Така да, мислам дека со кампања позитивна и со едукација и со следење на некои позитивни трендови
некои идоли, само така може да се направи некоја промена. Се друго е во што и да се инвестира, ќе биде залудно, пошто се е до менталитетот и до свеста. Благодарам Теа и за крај, колку што гледам, имаме уште едно прашање од Силвана Кржовска. Силвана, повели со прашањето. Маја, добар ден. Поздрав до гостите, панелисти, нашите идни градоначалници и советници. Поздрав до слушателите. Денес од ова што го видов, значи драго ми е и горда сум, не само денес, не од секоја што сум дел од ова движење. Видов идни градоначалници, идни советници, видов спојно искуство и на младост. Слушнав многу што се планира, се надевам дека и тоа ќе се оствари. Но посебно вниманието ми го привлече Теодора, бидејќи жена меѓу сите овие мажи, млада, која се активно се вклучува во политиката и за ова што го направила е доволно храбра за сите нас и пример за сите млади понатаму. Јас би поставила едно прашање до Теодора, да речеме дека, не да речеме, веруваме дека од утре ќе биде дел од советничката листа на градот Скопје. И би сакала да ми каже која ќе биде првата иницијатива што таа ќе ја поднесе во Советот на градот, а ќе се однесува на младите. Теодора? Силвана, благодарам за убавите зборови. Ми значи поддршката. Првата иницијатива што би ја покренала, првото нешто што би го направила е да формирам некаква група или комисија и на индиректен начин да ги вклучам сите млади кои што имаат било каква идеја, било каков проект, било каков совет или критика, да имаат, не знам, еднаш неделата или еднаш два пати у месецот, пример, отворен ден во општината, кај што ќе можат и ќе дојдат и ќе едноставно ќе си кажат што имаат да кажат за Скопје. Дали некој ќе има некоја идеја, некој проект да даде, дали некој ќе има некоја критика дека нешто што се случува не треба, па ќе даде некое алтернативно решение. Мислам дека првото нешто е на индиректен начин младите што не се вклучени во политиката, преку мене, преку мојот глас и преку младите советници, се надевам дека ќе има повеќе млади советници во град Скопје, преку мојот глас и преку гласот на останатите млади да се направи некаква промена. Тоа ќе биде првото, а потоа ќе се гледам што е можно повеќе да направам напори за на едукативен начин и на културен начин, што повеќе млади да се дружат, да се едуцираат и да бидат вклучени во културниот живот, затоа што мислам дека за да има една квалитетна држава, квалитетен град, многу е битно младите да бидат квалитетно едуцирани. И затоа ќе се борам за едукација на младите и да ги поттикнувам исто така жените во политиката да се вклучуваат, младите жени да не се плашат. Тоа се некои така први идеи што ми паѓаат на ум сега, за кои што би се борела. А се понатака, за секој совет, за секоја идеја и за секоја критика ќе бидам буквално во секој момент отворена. Благодарам Теа, да, тоа е убава идеја и јас се сакам, ако дозволите да ја поддржам, бидејќи во парламентот имаме клуб на млади, минатиот мандат за прв пат се формираше и навистина се тоа добри начини како младите еве во парламентот од различни политички партии без разлика да се обединат и да имаат заеднички став по прашања кои што се важни за младите. Луѓе дефинитивно мора да бидат младите слушнати и поактивно вклучени во процесот на носење на одлуки. И бидејќи завршивме со прашањата од учесниците, јас би сакала само и сосема за крај да ги поканам панелистите да кажат еве свој некој завршен збор доколку сакаат, сосема накусто порака до граѓаните. Ќе започнеме како што почнавме и на почетокот со кандидатот за градоначалник Арбен Бениша Кири. Повели. Бени, само ќе треба да се анмутираш, бидејќи не те слушаме. Не
го слушаме. Не те слушаме, само unmute на микрофонот. Бени, не те слушаме. Океј, не е кај тебе. Добро, ајде да видиме со другите. Може би професор Пановски, повелете, па ќе се вратиме. Се слушаме? Да, вас ве слушам. Значи, Бени, од кај тебе нешто веројатно со микрофонот, ќе се вратиме подоцна. Професоре, повелете. Еве ја да дополнам дека на листава, ја гледам сега, за град Скопје, сите се помлади од мене, така наистина млада листа. Дури петата што ја спомна Тони, наистина вози велосипед, Лиљана Лабачевска, и веројатно јас сум бил при мене, јас сум незен ментор, а другите се колку неа или доста помлади. И само не 81 годиште и така натаму. Имаш интересни идеи, да дополнам што прочитав во чет, дека треба да има одложиме на луѓето што живеат во близина на Скопје, во селата, приградските населби кои произведуваат разни работи, мануфактура, било да се земјоделски или други производи, да им организираме што почесто тоа. Спомнаме повеќе пати Љубљана, јас сум бил таму на стручно усовршување. Наистина секоја сабота недела во градот нешто се случува, градот има возможува тезги и овде тоа се случува, меѓутоа може многу почесто да го правиме. Второ, што кажа Теодора за фрижидерите, мене ми текна на една случка во градот Сибиу, можда не сте чуле, тој е романски град, прекрасен град, во кој мнозинско население се германци. И таа традиција задржале, значи градот е чист. Таму во овие пекарите кои работат до кај 10 часот, некако силбо, тоа не бидејќи работи 24, градот има купено ни сталажи кои се врзани со синџир да не ја украдат, и кога завршува работно време, продавачите натре ги ставаат во кеси и на сталажите редат се што не е продадено во тој ден. И така го стават да луѓето потоа ноќе, кога нема никој, после 12 негде, си дојдат и си земат доручек за утрената или нешто да не се фрли. Веројатно и кај нас нешто со таа храна се прави, меѓутоа покрај фрижидерите до нив може да има и, значи не само граѓаните, туку да ги стимулираме самите продавници, маркети и така натаму, се она што е при крај рокот или сосема свежо е, меѓутоа до утредента да не мисля да го, и баш тоа добро зборува за продавницата, на граѓаните ќе видат дека на утредента се што ќе продава ќе биде ново. Се што не се продава, се случува да не се продават гевреци, кифли, не знам. Што друго го вади надвор. Не, тука може би не би одговарале овие буреци што имаат сирење месо, и тоа што се само со тесто да ги остават и граѓаните да си ги земат. Еве вака излегуваат идеи од луѓе што колку толку сме патувале и можеме да упиеме и ќе ни излегуваат и понатаму, особено кога ќе бидеме во Советот и кај да се надеваме дека ќе можеме да влијаеме на одлуките, да ги носиме во Советот, а дај Боже да имаме и што повеќе градоначалници. Толку. Благодарам. Благодарам, професоре. Ајде следниот исто професор доктор, Новотни, кандидатот за градоначалник за Центар, повели Тони. Ја, бидејќи си вежбам цело време или за политичко обраќање, ќе одам директно со трите столба кои што јас ги избрав, а мислам дека сите ги имаме. Борба против загадувањето и нечистотијата можеме да направиме. Јас сум сигурен, еве јас ќе направам, ја ветувам дека јас ќе направам без разлика дали ќе ме изберат, ќе засадам 7 дрва, овие што собираат смок во училиштето на моето дете. Има места. Има и сечени дрва, стојат корените, ќе ги корнеме и ќе платам луѓе да ги откорнат и да ставиме таму дрва што собираат смок. 7 дрва, ветувам дека ќе направам тоа. А ако би изберат за градоначалник, има 7700. Ќе најдеме места да собираат смок. Зелени качиња околу секоја стамбена зграда можеме да правиме. По пример на мојот двор, јас сам го направив. Сега извинете, вака делува многу, можеби несериозно и нескромно, ама можеме да си работиме. Се работеше порано во Скопје околу дворчињата што беа околу зградите. Комшиите се собираат тука. Има места.
Има места каде што можеме да садиме. Пановски спомна дека на жените ќе им даеме награди за терасите. Извини Пановски, јас сакам еднаквост, ја работам мојата тераса, имам цвеќиња, ги снимав, стварно се прекрасни. Бране Стефановски ми даде сугестии, купив бугенвили, купив овие, како се сега Ѓучев, како се вика, имам и хортензи, имам све имам на тераса и одлично ми виреат. Зашто ги сакам и ги чувам. За мене се, за моето дете. Нема да ги споминјам и другите работи, ама нешто што спомена Пановски за Јапан. Словенија е, како викаат, zero waste престолнина 2014. Значи нема нерециклиран. Рециклираат 70% од оваквото. Па тоа не е за Нобелова награда нешто. Контейнери треба да купи градот или треба да купи и да ги ставиме под земја тие и да се знае дека дома, кој што викаш, ќе си ги рециклираме, ќе си ги ставиме у различно и ќе ги пуштаме у тие контейнери. Не растурени бе, насред водно растурени контейнери што смрда со се и се што. Не може тоа да ми каже некој дека не може да работи. За урбанистичкото дивење ќе скокнам, нема да зборам, ама нема да има ни една голема зграда веќе во Скопје, ако јас бидам градоначелник на центар, затоа што може да се направи тоа. Има 3000 други работи што можеме да ги градиме, ама не висококатници за стамбено живење во пренаселен центар. Не може. И конечно ова што го зборе воведување на режим на сообраќајот, ќе одиме со велосипеди сите и нема да го имам више стомако што го имам на себе си, затоа што ќе возам точно како ќе возат и сите мои блиски, зашто ќе сакаат да го следат примерот. И ќе одат пешки. Толку, доста е. А Бени нема да не заборавам, со Бени ќе инсистираме и да не добиеме, ќе инсистираме да има музика поише нава, да има поише насмеани лица во Скопје, да не ни бегаат децата, да не морам да мислам керка ми да носам у Словенија, иако е таму убаво, сакам тука да остане, зашто го сакам Скопје. И ќе им кажам уште нешто, ама ќе се расплачам се, не кажам ништо. Зашто ради баба ми и прабаба ми од Маџармаало, заради татко ми од Мала Станица и дедо ми од центарот кај Букет што ни го срушија, заради син ми од Дебармаало, заради керка ми од Водно, не давам. Не го давам Скопје. Благодарам, може реплика за жените, да, мислам, кога реков жените, повеќе тие се така меракли за цвеќе, меѓутоа има исклучоци и така натаму. И друго, што гледа за стомакот, јас кога не возам точак, а не возам кога сум болен, слабеам. Ја кога се качам на Водно, мислам како сега ќе седам дома, си направам салатичка, ракиичка и така на мене поише мислото на апетит кога спортувам. Значи има исклучоци, кога што имаш ти си за цвеќето, така и сум човек спортист со стомак. Што да правим? Тоа е. Благодарам. Теа, ајде и тебе да те слушаме на кратко и за крај ќе го оставиме Бени, се надевам дека ќе имаме звук. Теа повели. Јас нема да должам многу, само ќе кажам дека ако ја ставиме љубовта према Скопје над партиските идеологии, само тогаш ќе може да направиме вистинска промена. А мислам дека сите живееме во Скопје, на сите ни треба промена, сите заслужуваме квалитетен живот, Скопје заслужува да биде зелен град, Скопје заслужува да му ја возвратиме љубовта што ни ја дава константно, пошто Скопје е нашиот дом, дома ни е Скопје. И затоа мислам дека ако целата таа љубов ја ставиме на пиедестал и после ни е све друго, тогаш може да направиме промени, да живееме во едно убаво Скопје и да кажеме дека градот убав пак ќе никне. Благодарам. Теа, Бени повели, ајде да видиме дали сега може да се слушаме, односно ние да те слушаме. Не? Не, нешто кај тебе е сега. Не е важно, ќе го оставиме твојот завршен збор за друга прилика, ќе има уште дебати до крајот на кампањата, така што ќе има можност да ги кажеш уште еднаш своите поенти клучни за кои ти се залагаш. На сите сакам многу да ви се заблагодарам за учеството на денешната дебата. Мислам дека беше онаква како што е и самото движење одлучно за промени, неоптеретена, со една нормална реторика граѓанска. Споделивме размислувања, идеи, желби во какво Скопје сакаме да живееме и мислам дека нема да погрешам ако заклучам дека навистина сите сакаме да живееме во едно убаво, чисто, зелено, хумано Скопје, каде што ќе бидат граѓаните сите среќни
и ќе можат да дишат чист воздух, нема да сретнуваме отпад на секој чекор и нема да се соочуваме со висококатници на секој чекор кои не го уништуваат квалитетот на животот, дека сакаме да возиме велосипеди, сакаме пешачки зони, сакаме добар, брз, ефикасен јавен транспорт. И тоа се карактеристики на еден современ, модерен, зелен град. Љубљана, да, мислам дека е тоа можеби најсоодветниот пример, еве поблиску вака до нашиот регион Словенија како држава, иако сите веќе големи метрополи ги пременуваат овие карактеристики за кои сите наши панелисти денес зборуваа, за еден одржлив, зелен развој на градовите, бидејќи едноставно нема друг начин, нема друга иднина, освен зелениот одржлив развој за градовите, за се разбира се заради граѓаните кои живееме во тие градови. Уште еднаш ви благодарам многу на сите за учеството и се гледаме во некоја наредна прилика. Секој е добар. До гледање. Поздрав на сите. Поздрав, Поздрав. 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 Поздрав.